Сабота 12 часот и 5 минути. Локацијата иста. ССМ, па собранието и Стопанската комора и на крајот владата, а целта е повисоки плати. Синдикатот одново на протест за борба да се зголеми минималната плата на 600 евра и зголемување на сите работнички плати за 6000 денари. Според нив, работниците во Македонија работат се повеќе, а заработуваат се помалку. Велат податоците на управата за јавни приходи покажуваат дека околу 160.000 работници примаат плата под прагот на сиромаштијата. 160.000 работници кои директно се засегнати од зголемувањето на минималната плата. Доколку излезат утре на улица, минималната плата ветувам дека наредниот ден ќе биде многу повеќе од 600 евра. Затоа што оваа влада не се плаши ниту од Слободан, ниту од ССМ, ниту од медиумите, ниту од работниците. Се плаши од луѓето кои ќе излезат на улица и кои ќе покажат дека се незадоволни од ваквите лоши владени политики. Последните пресметки на ССМ се дека минималната синдикална кошничка е зголемена за речиси 1000 денари, но дополнителен ценовен шок предизвика и војната на Блискиот Исток. Па ССМ со вонредно пресметување за цените. Во текот на денот ќе ги знам точните информации, колешките кои ја пресметуваат веќе се на терен, прават анализа на вредноста на цените и веројатно ќе биде зголемување на истата, што ќе биде трагично за работниците. Сојузот на синдикатите организираше блокада пред владата, ги блокира и влезовите на собранието, а остануваат и на најавата за 24-часовен генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор со цел зголемување на работничките плати. Според законското решение, минималната плата ќе се зголеми за околу 1600 денари и ќе изнесува околу 26.000 денари, што ќе биде најнизок минималец од сите држави во регионот, освен Косово. Поради утрешниот протест на ССМ ќе има привремени ограничување и пренасочување на сообраќајот по главните улици во центарот. Од МВР апелираат граѓаните да ги следат упатствата на полициските службеници и да бидат внимателни при движење низ централното градско подрачје.